Предизборните митинзи во Кавадарци продолжуваат. Синоќ на градскиот плоштад во Кавадарци програмата за живот ја презентира Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Меѓу другите, во ова прилика чујте ги искажувањата на кандидатот за пратеник на Социјалдемократскиот сојуз Бетијан Китев и лидерот на партијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Еве што тие им порачаа на кавадарчани. Овој план за живот во Македонија, оваа програма која што е базирана на реални проекти, гарантира дека никогаш повеќе лозарите не треба да стравуваат за откупот на грозјето и за исплата на тешко заработените пари. Во планот за живот во Македонија, кој што е програма и на Социјалдемократскиот сојуз и на коалиционите партнери, лозарите и земјоделците ќе добијат најмногу. Како и во повеќето европски земји, оној момент кога ќе има вишок на неоткупено грозје, државата ќе интервенира преку специјално претходно предвиден финансиски фонд, кој што го има во оваа програма, а парите ќе ги насочи директно кон лозарите, затоа што владата има обврска да се грижи за своите граѓани. Владата на СДСМ и на коалиционите партнери ќе го работи токму тоа. Никогаш повеќе нема да дозволиме да се повтори берба како 2016 година. Тоа ќе биде минато за Кавадарци и за овој регион. Ви давам збор и во собранието дека ќе се борам исклучиво за таа работа. Цената на грозјето ќе се знае неколку месеци пред откупот на грозјето. Цената мора да биде одредена во координација помеѓу лозарите, винарските визби и владата. Ако има несогласување во тој поглед, тогаш ќе интервенира владата преку фондот наменет специјално за лозарите, ама никој друг, лозарите и само за лозарите. Во овој план за живот во Македонија, реална програма која што ќе реализира идната влада, субвенциите ќе ги зголемиме на 160 милиони евра годишно, но ќе бидат наменети за вистинските земјоделци, а не за партиските војници кои што преку ден се бизнисмени, а навечер се земјоделци. Тие субвенции ќе одат директно како помош од владата за сите оние земјоделци кои честно заработуваат преку својот насад. Токму затоа, овој план за живот во Македонија гарантира дека еднаш за секогаш во Кавадарци ќе престанат и рекетирањата кон кавадаречките фирми. Оваа програма гарантира дека правата на работниците ќе се почитуваат во Кавадарци, а платите ќе се зголемуваат секоја година. Во нашата програма планираме зголемување на минималната плата на 12.000 денари во првите 6 месеци веднаш после формирањето на владата. Таа плата ќе рипне до 16.000 денари до крајот на мандатот. И тоа ќе важи за сите работници подеднакво. Нема да ги делиме луѓето, нема да ги ставаме во групи, едноставно идната влада ќе се сврти кон работникот. Тоа е наша обврска, тоа е наша должност и тоа ќе го реализираме. И нормално, тогаш кога ќе порасне минималната плата, ќе порасне и просечната плата. Планот е до крајот на мандатот на идната влада до 2020 година просечната плата во Македонија да биде 30.000 денари. Со тие пари народот во Македонија да може пристојно и достоинствено да живее. Токму тоа се целите идеите начелата за кои што од вас бараме поддршка. Токму затоа и ве повикуваме масовно на 11 декември да ја дадете поддршка на опозицијата. Време е сега да ги направиме промените за иднината на државата, за иднината на оние кои што останаа да живеат тука. Еве го, почитувани граѓани, нашиот план за живот во Македонија. Заедно го правив, заедно го направив, заедно со вас, граѓаните. Знаете колкава посветеност, колкава заедничка работа има во овој реален и остварлив план. Знаете, затоа што го работевме заедно сите. Тргнавме од она што ни е потребно, од она што ни е насушно потребно, од заработувачката за живот, за да си обезбедиме живот,
за да си го спасиме здравието од нервози и стресови, за да си ја сочуваме насмевката за децата, за да си обезбедиме спокој и желба за работа на работните места. И ќе има нови работни места во Македонија. Може да има нови работни места, ако ги отклучиме катанците на затворените домашни фирми, ако ги поддржиме, а силно ќе ги поддржиме домашните микро, мали и средни предпријатија. Испланиравме 140 милиони евра директна помош за домашните предпријатија, за 100% поголема државна помош од сега, за да живне прометот, за да се зголеми обртот, за дуќанчето да стане дуќан, за вие кои сега работите сами да може да ангажирате и своји помошници, работници, за да може да им давате 30.000 денари плата, за да ви бидат задоволни и работливи работниците, за и себе си да си помогнете и на навработените да помогнете, така и на државата да помогнете. Или, ако сте без работа, за да можете сами да си отворите бизнис, преку бесплатен деловен простор во стартап центри, преку поволни кредити за микробизнис со 1% камата, за повторно да можете сами на себе си да си дадете просечна плата до 30.000 денари. Кога фирмите имаат пари и граѓаните имаат пари и економијата во државата расте, се полни буџетот, па тоа повлекува и повисоки плати за сите, и лекари, и наставници, и администрација, и повисоки пензии. Сите имаат со овој пристап за живот во Македонија. Овде е се напишано. Ке го вратиме животот во Македонија. Почитувани, но треба да се знае и треба да се сака. Ние знаеме, ние сакаме сите во оваа земја да живеат убаво. И пријатели, ке живееме сите убаво. Еве ви е ова подадена рака. Ова рака нуди живот подеднакво за сите. Подеднакво за сите во Македонија. Може не живот во Македонија. Може не живот во нашата единствена Република Македонија. Јас сум човек кој доаѓа од бизнисот. Знам како се води бизнис. Не влегов со врски во некое предпријатие. Се изнаработев додека го стекнав моето искуство. Со вас овде во Кавадаречко сум чест. Кавадарци е земјоделски крај. Вие барем знаете дека почнав со земјоделство, со колку грижа и земја и за родот и за земјата покажав колку е значајно и дека може да се живее од земјоделството. На овие мои раце се е запишано. Нема друг политичар во Македонија што држал мотика, што работел земјоделие. Јас знам земјоделската мака и барам поддршка од земјоделците. За да има напредок потребни се стабилни државни политики и добри економски политики. Спиралата на покачување на платите и во приватниот и во државниот сектор е само така можна. На Македонија и треба одговорна влада, која што ќе тргне да ги средува работите, почнувајќи од потребите на граѓаните. Ги обезбедиме ли граѓаните со просечна плата до 30.000 граѓани, со минимална плата до 16.000 денари, ќе има и државата, ќе има пари и во буџетот. Граѓаните ќе купуваат, пари ќе се слеваат во буџетот. Тие пари од буџетот пак ќе одат за вас, граѓаните. Како? Еден од начините преку поврат на секој од вас на 15% од данокот на додадена вредност што го плаќате во потрошувачките сметки. Тоа е плата плюс во секое семејство. Просечна плата до 30.000 денари. Две плати, тоа се 60.000 денари. На крајот на годината плюс 30.000 денари од повраток на ДДВ. Уште една плата, за да си ги затворите кредитните картички, за да отидете на одмор, за да си ставите на штедна книжка на детето,
Заборавивме дека имаме обврска да обезбедиме иднината на нашите деца и внуци. Од што сме ставени во машина да мислиме од денес за утре. Затоа ви ветувам, сите пари ќе ги насочиме назад кон граѓаните, кон вас, кон секој поединечно.